За последен пат во оваа 2026 година ви посакувам топло добре дојде во новиот квадрат. Навистина поминаа убави 12 месеци во кои се потрудивме да го дадеме максимумот од себе за да ве посоветуваме и научиме како вашиот дом да го направите едно убаво и пријатно место за престој и живење во него. Ке го искористиме денешниот ден и ова неделно предпладне за да се потсетиме и да резимираме на се што заедно научивме и сите убави моменти кои ги споделивме изминатава 2025 година. Еве што ќе гледате во овој квадрат. Во новиот квадрат, последен за оваа година, резимираме што се најинтересно и највозбудливо споделивме со нас изминатава година. Останете тука, по рекламите започнува новиот квадрат. Приоритет во сите овие изминати месеци во кои активно се дружевме беше да ве посоветуваме и нешто ново да ве научиме. За таа цел нешто истражувавме сами, но добар дел се консултиравме и со нашите стручни соработници. Најдобрите совети од нив ги добивате во продолжение. За кујната се вели дека е срцето на домот. Место каде што се подготвуваат оброците, каде се собира семејството и каде поминуваме заедничко време во разговор. Поради тоа е неопходно да се води сметка за нејзината декорација и да се уреди на таков начин да не е само функционална, туку и естетски привлечна и удобна. Дизајнот на модерната кујна ја карактеризираат едноставноста, минимализмот и елеганцијата. Во неа доминираат чисти линии, внимателно одбрани бои и мазни површини. Во уредувањето и дизајнирањето на модерна кујна, во ова издание на Квадрат, ќе ни помогнат нашите стручни соработници од Форма Нова. Во продолжение, нивните совети и насоки. Кога формираме функционална кујна, има некои стандарди, да кажам, што мора да се запазат. Еден од стандардот кој треба да се запази е кујнскиот триаголник, добро познат помеѓу архитектите и дизајнерите. Кујнскиот триаголник е осигурување дека шпоретот, мијалникот и фрижидерот се во облик на триаголник поставени и тие се во некоја разлика димензија еден од друг од 120 до кај 270 см. Овој триаголник е многу битен за лесно користење на сите елементи, нели што почесто ги користиме во кујната. Ова се однесува на кујни кои се аголни или се во П. Калинарните кујни многу полесно се оформува затоа што некаде самиот простор не наложува дали водата е таму, дали имаме инсталација, струја, оџак и слично, што ни наложува каде да бидат поставени самите елементи. Оптималното искористување на просторот во кујни кои се, да кажеме, можеби и помали, тука се искористува просторот со висечки елементи и со елементи кои што имаме фиокарник кој што се излекува работна површина од 120 см, каде што е помала работната површина. Оптимално или минимално, да кажеме, нешто што ни треба работна површина е 60 см, најмалку, и затоа додаваме елементи каде што се извлекува дополнително. Исто така, нели напоменавме за висечките елементи. Висечките елементи треба да се движат од минимална димензија од 72 см, па се нагоре е веќе добар простор за искористување, нели на некои производи што и не ни се толку потребни секојдневно. Една од најчестите, ако не најчеста опција кога избираме под, се ламинатните подови. И сигурно постои причина зошто е тоа така. Па затоа ги консултиравме и нашите стручни соработници од Quick Step. Зошто ламинатен под? Кои се предностите во однос на другите подови? Одговорите ги имаат нашите стручни соработници од Quick Step во продолжение. Прво да ви се заблагодарам за емисијата, за поканата. Се работи за ламинатни подови по потекло од Белгија, брендот е Quick Step. Светски доста познат бренд, го има буквално насекаде и важи за еден од најдобрите. Зошто ламинатни подови? Не секогаш ламинатни подови, доколку
тие не го поседуваат квалитетот што е потребен да го поседуваат за да го користиме. Имаме многу производители на пазарот, како што знаете, може да се најдат многу видови на ламинатни подови, кои сите меѓу себе се разликуваат едни од други. Најголемата разлика во тоа што се разликуваат не е бојата, како што многу луѓе бараат и купуваат само поради бојата или колоритот, него заради квалитетот се купува. Сепак ова е производ што треба да не трае минимум 10 години. Од дома повеќе е затоа ние имаме производ од оваа белгиска фирма Quick-Step, која дава гаранција на подовите 25 години, што е голема реткост и на некој начин тоа е еден од најголемите репери за квалитетот. Не толку цената, колку што е гаранцијата. Гаранцијата се состои во тоа дека тој производ ќе биде 25 години во вашиот дом, нема да се оштети, нема да се излиже, нема да ја промени бојата, едноставно ништо нема да му се случи нормално со правилно одржување. Правилно одржување значи користење на средства кои се за дрвени подови, не абразивни средства, како киселини до место со она што се користи за плочки, значи тоа домакинките си знаат, и никакво посебно друго одржување. Значи, ќе обратиме внимание на тоа одржување во некоја од следните емисии. Сега за сега само ќе кажам дека гаранцијата од 25 години покрива буквално све, само нормално, не физичко оштетување. А кога се наоѓаме во ситуација да направиме избор, гледаме многу модели, различни бои, различни дизајни, па се прашуваме како да го одбереме вистинскиот ламинат за нас. Нашите стручни соработници од Quick-Step во продолжение ќе ни помогнат во ова. За да се одбере ламинатен под кој ќе биде во нашиот дом повеќе години, треба тука внимателно да се разгледаат, односно малце и да се проучат. Сега веќе имаме све нели на веб сајтови сите тие работи, производителите, тие се многу битни, и да се разгледа веб сајтот на производителот што го продава ламинатниот под. Во последниве години, кога се декорираат терасите и дворовите, подните облоги се многу популарни. Станува збор за дрвени подни облоги кои имаат природен изглед кој до некаде наликува на палубата на бродот. Ова не е случајно, бидејќи подните облоги за покривање го добиле името токму на тој начин. Зборот е превод од англискиот јазик. Декинг е особено популарен кога станува збор за хотелски комплекси, а оваа подна покривка се користи за покривање и на терасите и патеките. Многу е практичен и за покривање на површини околу базени или во сауни, бидејќи за разлика од плочките оваа површина не е лизгачка кога е влажна. Голема предност на подните облоги е што може да се постават брзо и ефикасно. Цената е прифатлива поради што најпрво се здобија со популарност во туристичките капацитети. Бидејќи оштетувањата лесно се санираат, но можат целосно да се заменат брзо и со скромни инвестиции, па подот повторно да изгледа како нов. Денес подните облоги за покривање станаа многу популарни во приватните згради и кај нас. За да добиеме повеќе информации на оваа тема, ние секако се обративме кај стручни лица, односно кај нашите соработници од компанија Демко. Во продолжение секако ќе ви пренесеме се што дознавме низ разговорот со нив. Тие се популарни бидејќи многу лесно и брзо се монтираат, пошто подот добива убав и привлечен изглед. Посебно е погодно што со минимум подготвителна работа подните облоги за покривање може да се постават врз стари и истрошени керамички плочки или врз плочки што едноставно не ви се допаѓаат. Дополнително, подните облоги за покривање со подготовка може да се постават и на други површини, вклучувајќи бетон, хидроизолација, па дури и над тревниците. Ги прашавме од компанија Демко и за цените. И тие велат дека станува збор за многу пристапни цени. Има многу производители, но и како и кај другите производи, подните облоги од средната класа се оптимален избор. Тие велат дека треба да внимавате на квалитетот, бидејќи со нивното купување одбирате долгорочно решение.
Дури и производите од средна класа нудат добар квалитет, добра завршна обработка, отпорност на UV зрачење, така што нема да избледат по неколку сезони изложеност на сонце. При купување се даваат информации. Секој производител дава информација и препорака и некои информации за отпорност на UV зрачење, како и гарантен рок. Подните облоги наречени декинг се поставуваат едноставно. Дрвените летви се поставуваат на подградбата и се поврзани со систем за кликање или хромирани завртки. Доколку основата каде треба да се постават е рамна, работата е прилично едноставна, па многу луѓе одлучуваат и самите да ја завршат работата. Кое е најдоброто решение зависи од вас. Нема универзален совет. Ако сте вешти во куќните работи, а површината што треба да се покрие голема, можеби можете и самите да ја завршите работата и секако да заштедите пари. Но и покрај се што научивме теоретски, многу е важно истото да се имплементира и во практиката. А за тоа ни треба многу инспирација. Ја имавме на претек изминативе месеци, па само накратко ќе резимираме по продолжение. Можеби не сте слушнале за поимот јапонски стил на уредување, но сигурно сте виделе такви интериери насекаде низ Инстаграм и Пинтерест. Пригушени едноставни, но некако и меки. Исполнети со мебел и прави линии и тактилни материјали. Некаде има земјена вазна со гранки или друго зеленило. Се изгледа уредено, но во смирувачка, не строго контролирана смисла. Јасно е дека стилот има скандинавски елементи, но не е исклучително западен, но не е ни целосно источен. Наместо тоа, тој представува спој на двата стила, познат како јапанди. Моментално е водечки тренд во дизајнот на интериер. Според Google Trends, тој бележи рекорден број на пребарувања во Соединетите Американски држави, а интересот продолжува да расте. Што точно представува? Повеќето експерти се согласуваат дека тоа е спој на две култури, кои го негуваат принципот помалку е повеќе. Тоа е природен спој од две култури кои го фаворизираат минимализмот и мирот, објаснува познатиот стилист за интериер Колин Кинг, еден од големите поборци за овој стил. Ја слави убавината на секојдневието и поврзаноста со природата, додека споделува поедноставна естетика, геометриски форми, софистицирани бои и почитување на материјалите. Според дизајнерот на интериер, клучните карактеристики на јапонскиот стил се изработка, текстура, рамнотежа и спокој. Тоа значи дека фокусот е ставен на природните видови дрво, земјените материјали и неутралните палети на бои, додека просториите се ненатрупани и акцентирани со функционални предмети, како вазни и чаши, наместо со украсни детали без намена. Природното осветлување исто така игра голема улога и често се користи на уметнички начин, слично на светлината на сликите на Вермеер. Мебелот и предметите се сведени на минимум. Секое нешто е направено за одредена цел. Постои силно чувство на соодветност, ред и цел. Рибарската естетика во внатрешноста ќе донесе удобни, релаксирачки вибрации на утро на море во вашиот дом. Овој тренд брзо расте и може да биде одличен начин да внесете опуштен шарм во вашиот дом, создавајќи рај кој ќе потсетува на брегот и спокојството на морето. Ако некогаш сте фантазирале за пријатна кабина покрај морето, со дрвени облоги, меки бои и навестување на наутички шарм, ова би можело да биде трендот што никогаш не сте знаеле дека ви е потребен. Без разлика дали го сакате со линиот воздух или едноставно сакате вашиот простор да биде рај, еве како да внесете рибарска естетика во вашиот дом. Ова е моментално најбрзо растечкиот тренд во светот на модата и дизајнот на интериер. Терминот беше измислен од Pinterest во свој извештај за прогнозирање на трендови. Оваа социјална мрежа забележа огромен пораст на наутички инспирации и прибарувања. Плетени джимпери, чанти во облик на риба, па дури и тетоважи со морска тема. Естетиката на рибарот ја нагласува опуштената атмосфера, што ги спојува наутичките елементи и винтидж комфорот. Кога станува збор за интериерите, најдобар пример за естетика на рибар во пракса може да биде станот на Лук Дейнс од серијата Девојки од Гилмор. Обожавателите на серијата веднаш ќе можат да замислат панели од темно дрво, карирани по стилнини и врамени акварели од риба. И да не ги заборавиме неговите иконски фланелни кошули. Оваа комбинација одлично ја доловува опуштената природа на естетиката на рибарот.
Ако сте привлечени од овој пријатен опуштен изглед, еве кои елементи треба да ги вклучите во вашиот простор за да го постигнете овој ефект. За почеток, поморски сувенири. Како и трендот на крајбрежјето, така и во оваа естетика присутни се поморски акценти. Можете лесно да најдете предмети уметнички дела на оваа тема, но сигурни сме дека веќе ги имате дома. Италијанците од секогаш знаеле како да застанат, да се опуштат и да уживаат во малите нешта. Долче фар ниенте не е само романтична фраза од филмовите, туку начин на живот што може да се почувствува во секој сегмент. На камен плоштад, на секоја тераса со поглед на морето, во секоја голтка еспресо. Ова чувство може да се внесе и во домот. И тоа не како декоративен тренд, туку како покана за опуштање. Замислете утро што започнува со светлина што се филтрира низ тенки ленени завеси, мирис на свежо еспресо и чинија со овошје на дрвена маса. Зидовите не се стерилно бели, туку нежно обоени во топла беж или песочна нијанса. А подовите носат траги од природни материјали – дрво, камен, можеби дури и теракота. Се изгледа малку излитено, но токму таму лежи шармот. Работите што раскажуваат приказна се секогаш поубави од оние што се само нови. Во италијанските домови постои тој посебен агол за ништо. Може да биде стара фотелја покрај прозорецот или дрвена столица на балконот, место за пиење кафе или читање книга. Нема план или цел, само момент за оддишка. Додадете неколку маслинови гранчиња во вазна, чинија со лимони на кујнскиот пулт или фотографија од италијанско патување на зидот. И одеднаш просторот почнува да зборува за лето, море и сонце. Ништо не е претерано уредно, но се има свое значење. Книгите се наредени на полицата, но некои лежат отворени. Кујнската маса можеби не е празна, но овој мал хаос создава чувство на дом со душа. Италијанците никогаш не го кријат животот од внатрешноста. Тие го слават. Она што го прави овој стил уште поинтересен е тоа што совршено се вклопува со модерниот дизајн. Помислете на минималистички современ мебел, едноставни линии, неутрални бои, а потоа и неколку винтидж допири. Груба керамичка вазна на маса, мермерна полица, маслиново гранче покрај современа скулптура, топла ленена ткаенина врз модерната софа. Овој контраст помеѓу новото и рустичното му дава карактер на просторот и го оживува. Луксузот изгледа помалку ладен, а лежерниот останува елегантен. И можеби тоа е најголемата тајна на декорот ова лето. Не станува збор за совршен мебел или скапи парчиња, туку за атмосфера. Надолго и широко зборувавме и ке зборуваме и годинава која доаѓа за секоја соба од домот поединечно, затоа што секоја си има свое значење и е многу важна за нашето функционирање во текот на денот. Затоа ние ке зборуваме за истите и во годината која доаѓа, зборувавме и во претходнава. Меѓутоа сега само накратко ке се потсетиме на се она што гледавме по простории во домот. Дневната соба е просторија во која поминуваме најмногу време со нашите најблиски и затоа заслужува посебно внимание при опремувањето. Дневната соба мора да биде функционална и практична, а треба да има и свој карактер. Дневната соба е несумнено најживото и најважното опкружување во куќата и често се совпаѓа со најголемиот достапен простор. Без разлика дали се работи за посебна просторија или доградба на кујна или трпезарија, тоа е простор во кој ги пречекуваме гостите, резервиран за моменти на релаксација и рекреација и ја пренесува атмосферата која доминира во домот. Постојат 4 критериуми што мора да ги имате на ум кога имате намера да ја опремувате дневната соба, да ја подобрите и да ги искористите сите простории. Размислете за големината и структурата на собата. Изберете специфичен стил кој одговара на остатокот од куќата. Внимателно одбирајте бои, комбинации на бои и употреба на светлина. При изборот на мебел користете ги максималните карактеристики на собата. Првата точка е можеби најважна, бидејќи иако можеби мислите дека само личниот вкус влијае на вашите одлуки, треба да се соочите со објективен факт. Просторот што го имате на располагање и неговите карактеристики, и стилскиот и хроматски избор мора да ја подобрат просторијата, а не едноставно да ги задоволуваат вкусовите и преференциите на сопственикот. Вистинскиот мебел може да го зголеми просторот уште повеќе,
или да го направи природно посветол и поотворен. Изберете стил за дневната соба. Без разлика дали е класична, модерна или дизајнерска, дневната соба мора да има душа. Уште подобро ако е во хармонија со остатокот од куќата. Затоа пронајдете стил кој ќе ве води во изборот на мебел и додатоци. Подпирањето на архитект или дизајнер на интериер несомнено може да биде добра идеја. Ако вашата цел е да создадете модерна средина, можете да се одлучите за дневна соба во индустријски стил, со изложени тули, антички мебел, метални детали и доминација на темни бои. Новите трендови во дизајнот на интериер внесуваат сосема нов изглед во кујната, кој дефинитивно ќе ви се допадне. Промените во интериерот се нешто во кое секој ужива. Пред се затоа што промените се секогаш добри. А тука е и практичната страна што ја носат новите идеи и трендовите во уредување на домот. Првата просторија што ни паѓа на памет во тој случај, бидејќи поминуваме многу време во неа, е кујната. Меѓутоа, бидејќи целосно реновирање е прескапо, повеќето луѓе се обидуваат да најдат начин да го променат изгледот на интериерот, што е можно повеќе без да потрошат години заштеда или да земат заем. Еден од начините да успеете во ова е да се играте со боите. Затоа со вас во продолжение ќе ги споделиме тренди боите за оваа година. За почеток, зелена земја. Оваа боја е многу убава, пријатна за око и ќе ја направи вашата кујна поприроден простор каде уживањето е гарантирано. Затоа нема да биде грешка ако одлучите дека оваа нијанса на зелена доминира во вашата кујна. Тоа можете да го направите со обојадисување на кујнските елементи или покривање со самолепливи тапети, што е многу поевтина опција. Доколку не сакате да експериментирате или да трошите многу, внесете авземјената зелена боја во кујната преку деталите. Тоа може да бидат чаши, покривка за маса, чини и подметачи. Ова е одличен избор доколку вашата кујна е светла, неутрална нијанса, како сива или песочна. Бањата треба да биде оаза на мир и релаксација, место каде што го оставаме хаосот од секојдневниот живот зад себе. Сепак, честопати ја исполнуваме со излишни предмети кои не придонесуваат за функционалноста или естетиката на просторот. Ако сакате вашата бања да биде организирана и елегантна во исто време, следете ги овие совети. Иако многу луѓе мислат дека со додавање на декорации создавате луксузен изглед, експертите предупредуваат дека пренатрупаноста на просторот може да има спротивен ефект, правејќи го просторот пренатрупан и неуреден. Изберете функционални и естетски привлечни предмети. Опремете бањата со предмети кои се практични и убави. Например, користете елегантни дозери за сапун и шампон наместо различни пластични шишиња кои создаваат визуелен неред. Инвестирайте во високо квалитетни крпи кои додаваат луксус и хармонија на просторот. Организирајте по приоритети. Идентификувајте ги основните предмети што вие, вашето семејство или гостите ги користат редовно и чувајте ги само оние во бањата. Преместете ги другите работи во плакари или други простории. Ова ќе помогне просторот да остане простран и уреден. Искористете го просторот максимално. Ако имате отворени полици, користете ги за уредно редење на крпи или декоративни корпи, кои може да сокријат мали предмети. Додадете свеќи или природни елементи како што се растенија отпорни на влага на полиците за да создадете чувство на смиреност. Сокријте го нередот. Сокријте ги ролните тоалетна хартија, дополнителните шишиња, сапун и другите потребни работи во ормари, под мијалникот или на затворени полици. Ако немате, размислете за декоративни кутии кои лесно се вклопуваат во просторот. Избегнувајте непотребни декорации. Не се препорачува преполнување на зидовите со слики или на подовите со гломазни држачи за списанија. Наместо тоа, изберете минималистички пристап. Огледало со интегриран шкаф што може да биде совршена мешавина од естетика и функционалност. Изберете неутрални бои и природни материјали. Неутралните бои како бела, беж или светло-сива ќе му помогнат на просторот да изгледа простран и порелаксиран. Додавањето дрвени или камени елементи како што се сад за сапун или декоративни детали може да внесе чувство на природа и топлина во просторот. Размислете и за осветлувањето. Доброто осветлување е од суштинско значење за секоја бања. Длабнатите лед светла или дзидните ламби со топли тонови може да го направат просторот попријатен. Ако имате природна светлина, нагласете ја со чисти и пространи завеси и додадете личен печат. Иако минимализмот доминира, не заборавајте да го внесете вашиот сопствен стил.
Мала миризлива свеќа, рачно изработена керамичка чинија или уметничко дело може да додадат шарм и карактер на просторот, без да го преоптоварат. Конечно изберете мала декоративна корпа за отпадоци и обрнете внимание на редовно чистење. Ова е клучот за долготрено чувство на мир и спокој во вашата бања. Убави 12 месеци поминавме заедно. Се дружевме, се забавувавме, споделивме многу убава енергија и што е многу важно, многу убави совети и насоки за тоа како вашиот дом да стане едно убаво и пријатно место за живење. Ви благодарам што бевте наше друштво и наша верна публика изминатава година. Ви посакувам убави празници, да уживате во се она што доаѓа и нека биде уште поубава, нека биде и повесела, нека биде и посреќна. За сега пријатно од мене, се гледаме во новата.